Земјоделците треба во својата дејност да гледаат бизнис, а во земјоделската задруга поголема фирма во која се здружуваат заради заеднички интерес, советуваат агрономите. Игор Ивановски вели дека треба да се вмрежуваат и со други задруги, здруженија, но и со агроберзата. Прво и основно задругата треба да се поврзи со агроберза на нашава држава, на Република Македонија, од аспект со тоа што агроберзата веќе многу години, 20, 30, 40 години постои и она е всушност е поврзана со сите берзи во Европа. Значи да не одиме понатаму. Така што со помошта на оваа агроберза всушност има една контакт и едно взближувањето и информација на тој начин што пример агроберза има податоци во која држава, во кој реон, во кој град, која количина и кога им треба земјоделски производи. Кога ова агроберза, кој што е поврзана со за другите, не само во овој регион, секаде, еве ќе земиме Западна Македонија за јаболката, ќе земиме Централна, Југоисточна, Јужна Македонија за винота, лози и така натаму. И кога оваа берза, пример, треба 1000 тони домати, и знае дека оваа берза, агроберза, знае дека во, пример, земаме во Струмичкиот регион или во овој пошироки регион, ги има тука, со меѓусебна контакт ќе се може да се обезбедат и пласманот преку неа кој би отишло или преку реномирани откупувачи ќе се добијат најубави цени и пласман сигурен и цената е најголема и што е убаво исплатата. Драги Памуков, кој повеќе години е менаџер на задруга, пак смета дека земјоделците имаат придобивки од задругите, но мора државата и понатаму да го поддржува и стимулира здружувањето во задруги. Значи, до сега, мислам дека членовите на задругата имат бенефит. Значи, а од друга страна цел свет функционира со задруги. Зошто и ние да не функционираме? Моментално имаме во законот имаме еден член таму ка повртак на 90% на средствата од механизација или без разлика кои други апликации да ги ставаме, значи тоа нели е бенефит. Задругарството со години го промовира и државата како начин на унапредување и модернизирање на македонскиот аграр.